Специјализирана екипа за монтирање на системот за наводнување на градскиот стадион Никола Мантов денеска започна со работа во рамките на овој спортски објект. Во оваа прва фаза ќе се работи на монтирање на опремата за автоматизирано наводнување на теренот, што ќе значи меѓусебно поврзување на пумпните места и поставување на водените топови, со чија помош автоматски ќе се наводнува зелената површина кога за тоа ќе има потреба. Деновиве се очекува комуналното јавно претпријатие Водовод да започне со ископ на рововите за поставување на кружниот систем, кој ќе ја користи водата од сопствена бушотина, што значи трајно избегнување на трошоците за потрошена вода од градскиот водоснабдителен систем. Јас и наврат, слободно може да кажам и како претседател на Трета лига Исток, за тоа што целата постапка ја водев, тендерската постапка, првата фаза, еве сега сме денеска на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани, во делот околу наводнувањето и ставањето на еден многу по-друг модифициран начин на вадење и одржување на теренот на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани. Веднаш потоа ќе се премине на обработка на површинскиот слој на теренот, со што значително ќе се подобри квалитетот на тревната површина и ќе се елиминираат постоечките деформитети. Предвидени се и други содржини во насока на опремување на стадионот до ниво за одигрување меѓународни надпревари. Втората фаза е внатре уредување на собликувалните, проширување по сите стандарди, за да очекуваме и меѓународни надпревари. И третата фаза е на двете трибини, од источната и од западната трибина негде треба да се монтираат околу 3000 седишта. Со тоа ќе ги исполниме сите стандарди за одигрување на некои позначајни на помалите категории, дали тоа во женскиот фудбал, дали тоа во машкиот фудбал, стандарди за едни меѓународни надпревари, па и турни надпревари. При тоа ќе се води сметка да нема прекин во одигрувањето на надпреварите во Третата фудбалска лига Исток, во која игра Осогово и Првата лига за жени, каде член е ЖФК Кочани, се со цел да не се влијае на нивните спортски амбиции.